МОНИ здравство го пробија рокот за дефинирање на протоколите за стартот на новата учебна година. Иако беше најавено дека најдоцна до 10 август ќе падне конечната одлука на кој начин ќе се учи од 1 септември, надлежните се уште преговараат околу можните модели за настава. Каде запнаа преговорите и зошто двете институции не можат да се усогласат? Од Министерството за здравство информираат оти разговорите продолжуваат и во наредните денови, со цел да се изнајде и договори најдобро и најбезбедно решение за начинот на одвивање на наставата. Комисијата за заразни болести ги подготви мерките за заштита и потребните протоколи што треба да се запазат за заштита на децата и наставниците во текот на наставниот процес. Сепак финалната одлука за почеток на учебната година и начинот на одвивање на наставата е во надлежност на Министерството за образование и наука. Неофицијално намаса се неколку работни верзии. Учење со скратени часови, ротација на смени и настава во групи. За училиштата во големите градови каде има и повеќе ученици, најверојатно ќе се предложи учење во групи по принципот една седмица физичка настава, една седмица онлайн учење. Оние ученици што ќе посетуваат физичка настава во училница ќе бидат најмногу 2 часа, а потоа наставникот наставата веројатно ќе ја продолжи преку интернет со другата група. За помалите градови и руралните средини каде има и помалку деца, ќе се предложи редовна настава со скратени часови кои би траеле по 20 на минути. Начинот на едукација според надлежните ќе зависел и од епидемиолошката состојба со COVID-19, па не е исклучена ниту можноста да се премине кон целосна интернет настава доколку состојбата со вирусот се влоши. Од СОНК апелираа да се донесе рационална одлука во интерес на здравјето и на учениците и на вработените во училиштата. Во меѓувреме, група родители организирани преку социјалните мрежи испратија барање до владата и до надлежните министерства за онлайн настава за сите ученици. Бараат наставата да се одвива преку видеоконференциска врска, а по еден родител на деца под 10 години да биде ослободен од работа. Велат физичкото присуство во училница го зголемува ризикот од ширење на болеста.